Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, благодарам за вашето присуство. Ние сме за една задача веќе видена во Македонија, која што ја почнавме од Прилеп во Скопје и во Штип, во нашиот источен дел на Македонија, по повод отварање на форуми, што ќе биде редовна пракса на идниот градоначалник Благојчо Бочварски овде во Штип. Ние сме убедени во пресвртот во Штип кој што ќе се случи, но сакаме да ги отвориме моментите кои што ќе бидат многу важни за граѓаните во периодот кој што предстои пред нас. Како искусен градоначалник, кој што 12 години сум практикувал власт, знам колку е важна дебатата помеѓу граѓаните. Овде сме денеска да ги овие принципи на работење на идната локална самоуправа буквално втемелиме и испратиме како идни активности на новата локална самоуправа. По пат на дебата имаме намера да ги дискутираме сите актуелни проблеми, да ги даваме правците на нивно решавање и да ги даваме приоритетите кои што се за Штип. Денеска сакам да испратам порака, еве преку вас медиумите, дека неколку работи се многу важни за Штип, на кои што веќе се посветивме. Покрај минималната плата која што отвори спиралата на покачувањето на платите, ние буквално од овде дојдовме токму од Штип да го промовираме еден ваков проект, многу значаен за граѓаните. Ги отворивме и другите перспективи кои што се однесуваат пред се за граѓаните. Сакам да искористам можноста да ги повикам штипјани пред се граѓаните со ниски примања да конкурираат на конкурсот кој што трае до 31 октомври за аплицирање за користење на годишен одмор од вкупно 7 дена за работници со најниски примања. Таа можност државата ја отвори, во буџетот се предвидени пари, заслужуваат граѓаните со најниски примања на вистина да заедно со своето семејство поминат неколку дена и одморат. Тие дале придонес за нашата Македонија. Најдовме еден начин како да го поддржиме туризмот, да им помогнеме на работниците. И една трета многу важна работа која што сакам да ја испратам како порака. Штип е универзитетски град. Новата влада ќе даде комплетно целосна поддршка за унапредување пред се на квалитетот на образовниот процес, на стандардот на студентите овде и се вкупниот дел на организирање на академското живење на студентите овде во Штип. Штип ги опфаќа студентите буквално од цела југоисточна, источна и северозападна, североисточна Македонија. Буквално се канализираат огромен број на студенти, знаеме сите дека мораме да го напредуваме постојано квалитетот на образованието, преку мерките од младинската гаранција веќе младите луѓе можат да продолжат и на магистратури и докторати. Верувам дека Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе блеска во комплетниот сјај, онака како што сите сакаме тоа да го видиме. Ве повикувам и вас медиумите да ја проследите денешната дебата. Овие форуми се навистина нешто што ќе биде пракса, каде што градоначалникот во дебати со сите мали, со сите урбани заедници, со местните заедници во населените места, ќе ги отварат проблематичните ситуации во општина Прилеп, во општина Штип и на тој начин ќе дадат насоки за нивно приоритизирање и брзо решавање на проблемите. Доаѓа едно ново време во Република Македонија, на мене ми е чест, драго ми е што јас, Социјалдемократскиот сојуз и сите граѓани на Република Македонија, целата наша огромна коалиција сме дел од поставување на темелите на ова ново време, кое што ќе придонесе, ќе покажеме како коалиција, како граѓански здруженија, дека можеме заедно да работиме за подобрување на животот на сите граѓани. Јас како иден градоначалник на општина Штип немам намера да носам само одлуки и затоа овие дебати се одлични, да покажеме како ќе носиме одлуки во идниот период. Јас веќе остварив средби со невладени организации, со граѓански здруженија, но ги повикав сите граѓани, и членови на политички партии, но и луѓе кои што не се членови на политички партии, да ја дадат својата поддршка за да го направиме Штип најубавиот град во Република Македонија. Убеден сум дека ќе го направиме тоа и во иднина ќе работиме заедно со поддршка на централната влада да направиме крупни капитални проекти и исчекори што ќе ги направат горди штипјани на тоа што сме го направиле веќе после 4 години. Затоа верувам во поддршката и убеден сум во победа во првиот изборен круг со огромна разлика.